Почитувани, денес не е ден кога треба да се зборува за други теми во Собранието на Република Македонија. Денеска е ден за протести и будење на Македонија. Македонија не задолжила сите македонци, турци, албанци, бошњаци, срби, роми и сите останати граѓани на нашата земја. Вчера беше понижувачки ден за македонскиот народ, македонската држава и македонските национални интереси. Вчера беше ден кога целата македонска јавност беше сведок на најсервилното интервју во изминатите 30 години од било кој политичар. Никој досега на ваков начин не ја клекнал на колена Македонија и македонскиот народ. Вчера Зоран Заев ја понижи Македонија. Вчера Зоран Заев наместо македонските интереси ги застапуваше бугарските интереси и со полно право нашиот народ е бесен и се чувствува понижен. Денеска е ден кога приоритет треба да бидат македонскиот народ и Република Македонија, кои што како никогаш досега се загрозени од овој човек кој што е спремен на се, на штета на националните интереси. Денеска треба да се повикаат во собрание Зоран Заев, Никола Димитров и Бујар Османи, ако треба и на затворена седница, да се поразговара за македонските црвени линии и да бидеме информирани како пратеници што е тоа што се преговара и што се е спремен Зоран Заев да продаде од македонската држава. Дополнително, како пратеничка група на ВМРО ДПМН, повикуваме денеска македонскиот народ да се обедини на надпартиски протест со почеток од 18 часот од спортски центар Борис Трајковски, кој ќе заврши пред владата на Република Македонија. Заради пандемијата со COVID-19, замолуваме за почитување на мерките и протоколите за заштита. Благодарам. Прашање? Ние гледаме дека денеска имаме седница која што се одржува во екот на расправата за буџетот. Буџетот за кој што повикуваат дека е битен за граѓаните и кој што повлекува сет на мерки кои што треба да се донесат. За жал, за прв пат во историјата се случува преседан да имаме седница во текот на расправа за буџет. Никогаш не се случило да се прекинува комисиската или пленарна расправа за вакви и слични работи. Очигледно приоритет им се други законски решенија, очигледно приоритет им се оние работи кои што партиско и коалициски ги договараат меѓу нив. Денеска на дневен ред го имате и измени и дополни на деловникот на Собранието на Република Македонија. Нешто што секогаш консензуално се договарало. Имаме измени и дополни на деловник на Собранието на Република Македонија, кое што е спротивно на Устав. Меѓутоа, оваа коалиција, научена на ваков начин да ги тера сите работи во Собранието, продолжува со нивните напори. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и опозицијата ќе заземат став и во наредниот период ќе действуваме согласно она што е понудено во Собранието. Ќе присуствувате ли на комисијата за мандатни имунитетни? Ја спомнавте измените и дополнувањата за деловникот. Секако, зарем да оставиме едно неделовничко, неуставно и неконсензуално решение да помине во Собранието на Република Македонија. Колку е оправдано ова онлайн работа на Собранието што се бара? Видете, единственото оправдување го имаат во малиот број на пратеници. 62 пратеници е далеку од нормална и функционална бројка за работа на Собранието. Единствена причина поради која што се бара ова онлайн работа на Собранието е токму неможноста да состават мнозинство за работа на Собранието. Ние сме тука присутни да разговараме за темите кои што се значајни, за темите поврзани со здравството и економијата предизвикани од ковид кризата, но секако не приоритет да ни бидат легализацијата на марихуаната и некои слични закони со кои што планира ова владеачко мнозинство да коалицира и да соработува по тие теми. Благодарим. 10 завршуваат оние 100 дена од влада, потоа се отвара патот за можноста за гласање доверба на владата. Дали ќе барате таква нешто? Ќе бидете навремено информирани, се е во оптика. Благодарам.